Нарушената состојба со бројноста на полскиот дивеч, главно зајак и еребица од една и зголеменото присуство на дива свиња на терените од друга страна, ги потикна членовите на ловното здружение Горица од Чешиново да покренат иницијатива за да се воведе лов на овој планински дивеч. Во последните неколку години дивите свињи во потрага по храна се симнале ниско покрај полињата, при што им прават штети на земјоделските култури, односно на земјоделците кои реагираат со поплаки. Особено страдаат посевите со житарици и пченка, а свињите ги преоруваат и нивите со компјери. Како ловно друштво Горица од Чешиново стопанисуваме со еден ловен терен број 4 со Коларци. И тој терен е терен за ситен дивеч, на него стопанисуваме за прелетен дивеч, мислам ловиме прелетен дивеч, ситен дивеч, односно зајак, полска еребица камењарка. Ние организираме лов на штетен дивеч и сега кога ќе заврши до 31 јануари ќе заврши ловот на штетен дивеч, ние потоа организираме групни масовни хајки исто за лов на штетен дивеч, но тоа го правиме масовно. Оние стар традиционален начин на хајкање со ловците, со чекачи, со хајкачи, и тоа помага и за отстрел на штетниот дивеча, помага и за дружење меѓу ловците, што е доста популарно кај нас на нашиот ловен терен меѓу нашите ловци. Начинот на ловење со хајка на штетен дивеч. Мислам дека популацијата на зајак не е во доволен број, додека полската еребица ја имаше на терените. Сега што е забележливо кај нас? Забележливо е што еве овој зимскиот период ние во Чешиново облешо традиционално ја ловиме шатката, зимската шатка, и таа ја нема во тие количини понапред што ги имаше сега. Можам да кажам дури инцидентно кога ќе дое некоја јато шатки, бидејќи ја нема шатката овој зимски период. Доколку навреме се заврши целата постапка околу добивањето на концесија за отстрел на дива свиња, членовите на Горица ќе можат да го ловат овој дивеч уште од октомври годинава. Може да се очекува да се организира и комерцијален лов, бидејќи тоа е начин друштвото да оствари дополнителни средства за покривање на тековните трошоци.